Дневник во 20 часот на К1. Денес православните христијани го празнуваат Велики четврток. На вчерашната трибина во Виница членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН е Никола Тодоров најави нова холандска инвестиција. Пукање во апелациониот суд во Милано. Останете со нас, започнуваме веднаш. Пред изгрејсонце на Велики четврток домакинките ги воедисуваат првите црвени јајца, со што започнува чествувањето на великденските празници. Свлечен рит предизвика големи штети во компанија за производство на пиво. СДСМ, многу се високи цените за откуп на така наречените социјални станови. Денес православните христијани го празнуваат Велики четврток. Страдањата кои му се случувале на Исус оваа недела треба да ни бидат показатели како ние треба да се однесуваме на земјата, да го применуваме посланието на свети апостол Павле, во кое вели: "Јас веќе не живеам, туку Исус живее во мене." Уште пред изгресонце домаќинките ги бојадисаа првите 3 црвени великденски јајца, а црквата на овој ден споменува за светото меење на нозете, тајната вечера и предавањето на Синот Божи. Црвените јајца во христијанството се символ на воскресението Христово, но и на самиот празник Великден. Во оваа страдална седница се споменуваат многу случаи кои што се случиле на Христа и кои треба да ни бидат показатели како треба да живееме на земјата, вели отец Драги. Овие неколку моменти се многу клучни за нашата црква, затоа што врз основа или се темел на нашата Евхаристија и на нашата литургија, кој што секојдневно ја живееме. И на некој начин секој ден треба да ја живееме таа тајна вечера и секојдневно да се причестуваме, односно да го јадеме телото и крвта Христови, а воедно и не поучуваат на неговиот живот за да биде и тој наш начин на живот. За сите наши потешкоти треба да не подучува животот на Христа, неговите мачења и страдања, да ги согледуваме и да ги споредуваме со нашите, затоа што само така човекот може да се спаси. Како што вели свети апостол Павле во своето послание: "Јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене." Велики четврток воедно веќе почнува и предавството јудино, кога после вечерата, после тајната вечера, Христос оди во Гециманската градина и таму почнува да се моли. Се моли за целиот свет и за сите луѓе, а воедно и таму е спомнато во неговата молитва: "Господи, Оче мој, ако е можно да му одмине оваа чаша", каде што се соочуваме со догледот на тоа дека Христос навистина бил и вистински човек и вистински Бог како таков. Веќе од утре се празнува Велики петок, еден од најтешките денови кои Светата црква го памети како таков. Мачниот ден за Исус, неговото фаќање, затварањето, осудувањето, ставањето на троновиот венец на Исусовата глава, но и неговото распнување. Со бојадисување на црвени јајца домакинките го одбележуваат Велики четврток. Првото великденско јајце го фарбаат во раните утрински часеви и не смеат да бидат видени ниту од семејството, ниту од првите сончеви зраци. Според верувањата во текот на годината тоа не се расипува и има магична моќ. Со црвено јајце како символ за живот, домакинките им посакуваат здравје на најблиските. Рано пред зори, домакинките на Велики четврток ги бојадисуваат великденските јајца. Според старите адети, првите 3 јајца се вапсуваат во црвена боја и не треба да бидат видени од првите сончеви зраци. Се верува дека она јајце кое прво ќе биде бојадисано не се расипува и има магична моќ. Првото јајце се нарекува Господово и се остава пред неговата икона, а останатите се посветуваат на членовите на фамилијата. Кога се вапцуваат јајцата, значи треба да биде домакинката расположена, весела, насмејана, со добра мисла, позитивна енергија и првото е тоа што треба да стави залче во уста, да не биде гладна кога ќе го вапца јајцето. Откако ќе изгреат првите сончеви зраци, домакинката со црвено јајце ги разбудува најблиските. Поминувајќи им со јајце по лицето, таа им посакува здравје со зборовите: "Црвено, бело, дебело". Јајцето е символ за живот и ново раѓање. Црвеното великденско јајце представува гробот на Исус, црвената боја крвта на Исус, а постојат верувања како што се раѓа нов живот од, значи излегува пиле од јајцето, така и воскреснува Исус од гробот. Велики четврток е денот на тајната вечера. Од овој ден започнува чествувањето на великденските празници.
Заедно празнуваме, заедно се радуваме е мотото на годинешната великденска манифестација на учениците од основното училиште Тодор Јанев од општина Чашка, заедно со нивните врсници од партнер училиштата од Горно Јаболчиште. Вредните рачиња на учениците изработија бројни великденски декорации и шарени јајца. На денешната манифестација учествуваа учениците од Мелница, Чашка и Јаболчиште. На овој начин децата од различна верска и национална припадност учат за своите обичаи. Тие воедно изработија експонати од тетрапак амбалажа. Ние како училиште активно сме вклучени во проектот за мултиетничка интеграција во образованието и на основа на овој проект реализираме бројни активности заедно со нашето партнер училиште Лирија од селото Горно Јаболчиште. А токму таква активност е и оваа денешната, која што носи наслов "Заедно празнуваме, заедно се радуваме". Поточно организиравме великденски базар со штандови на кои што се изложени многу бројни обоени јајца во разни бои, кошнички, цветчиња, експонати кои што ќе се најдат на великденските трпези, а ги изработија учениците, нашите ученици со нивната креативност и со нивните вредни раце. Во кавадаречкото село Мрежичко утринава се свлече рид кој предизвика големо оштетување во фабрика за пиво. Околу 3000 метри кубни земја и кал ја наполнија новоотворената фабрика на компанијата Кожувчанка. Оштетени се котларата и варницата. Од компанијата се надеваат дека со крајни напори и со големи материјални трошоци ќе успеат за неполн месец повторно да започнат со производство на пиво. Како последица од поројните дождови, во последниот период се соочуваме со многубројни свлечишта од енормни размери, како и одрони на патиштата. Голема количина на земја околу 5 часот утринава се свлече во кавадаречкото село Мрежичко. Свлечената земја предизвика огромна штета во фабриката за производство на пиво на компанијата Кожувчанка. Оштетени се котларата и винарницата во фабриката. Според раководителот на комерцијалниот сектор Лазо Којчев, оваа катастрофа предизвикала голема материјална штета. Предходно имавме на 2-3 пати чистење на тоа земјиште, меѓутоа клизиштето не престана со својата работа и ние сега во моментот до сега имаме исчистено околу 2500 кубика само земја и кал, а оваа штета што сега не снајди е многу поголема. Мобилизираните екипи веднаш започнале со расчистувањето на земјата со сопствена механизација. Се очекува и дополнителна механизација која ќе работи на побрзо расчистување на свлечиштето. Се претпоставува дека над 3000 кубици земја навлегла во компанијата. Во новоизградената фабрика биле вложени околу 1.200.000 евра. Од 1 април годинава започнале со продажба на пиво во кавадарци, кочани и Штип. Велат дека токму сега, кога планирале да го зголемат производството, несреќата се случила. Се надеваме дека за 10 до 15 дена ќе биде пак во функција нашето производство со поголеми материјални трошкови кои ќе ги сносиме како фирма. Од Центарот за управување со кризи потврдија дека и кај нив е пријавено големо свлечиште. Во моментов не може да се процени колкава е штетата, но најголемите трошоци се во делот на чистење на земјениот нанос. Нова холандска инвестиција на компанијата РНС, која во Виница ќе отвори од 30 до 50 нови работни места, најави на вчерашната трибина членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН е Никола Тодоров. Наскоро ќе се гради и патот од Кочани до Македонска Каменица, капитален проект вреден 10 милиони евра. Ова се само дел од низата мерки за подобрување на животот на луѓето во земјава. Да најавам една нова инвестиција токму овдека во Виница. Холандска инвестиција RNS, која што ќе вработи 30 до 50 лица од Виница. 30 до 50 семејства ќе може да најдат подобра екзистенција во оваа нова инвестиција. До крајот на оваа година ќе се стартува со изградба на новиот проширен пат, кој што ќе води од Кочани преку Македонска Каменица до Делчево. Пат чија инвестиција е во вредност од околу 10 милиони евра. Проект
кој што ќе започне до крајот на оваа година и ќе значи подобро поврзување на сите кои што живеат во овој наш верен исток. Во февруари се издадени 226 одобренија за градба, што е за 6,6% повеќе од истиот период лани. Во извештајниот период е предвидена изградба на 353 станови со вкупна корисна површина од 26.626 метри квадратни. Во февруари годинава се издадени 226 одобренија за градење, што е за 6,6% повеќе во однос на истиот месец од претходната година, објави денеска Државниот завод за статистика. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 1 милијарда 788 милиони 919 илјади денари, што е за 49,2% повеќе во однос на февруари лани. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 149 или 65,9% се наменети за објекти од високоградба, 36 од нискоградба и 41, односно 18,2% за објекти за реконструкција. Од вкупно 226 објекти, кај 143 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 83 објекти деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 353 станови, со вкупна корисна површина од 28.626 метри квадратни. На вчерашната трибина во Виница, членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски посочи дека ова што денеска го гледаме не е прв пат, туку дека во 2001 година имавме еден ваков сличен обид, кој што тогаш половично беше и успешен за дестабилизација на државата и за превземање на власта. Тој пред граѓаните на Виница рече дека се истите тие луѓе кои го креираат јавното мислење, кои се обидуваат да и го продадат на меѓународната заедница, со цел притисокот да дојде и од нејзина страна. Се креира јавно мнение и се обидуваат тоа јавно мнение да го продадат и на меѓународната заедница. Зошто? Со цел притисокот еден ден да дојде од меѓународната заедница. Тие се надеваат дека меѓународната заедница еден ден ќе застане зад нивното сценарио, а не гледаат дека континуирано се случува токму видни и значајни личности од меѓународната заедница да им посочат дека ова што СДСМ го прави не е нормално, го нема никаде во Европа и дека политичките партии мораат да ја почитуваат изборната волја и мораат да делуваат внатре во институциите. На денешната пресконференција СДСМ обвини дека акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор на станарите од така наречените социјални згради им понудило договор за откуп и закуп на становите кој не одговара со фактичката состојба и постоечките услови. СДСМ реагира на високите цени по метар квадратен, бидејќи овие станови се со локација на периферијата на Велес. Овие станови се проценети на вредност повисоки од пазарните комерцијални станови лоцирани во центарот на Велес. Тоа значи дека власта на Груевски ги оневозможува станарите воопшто да размислуваат за можно откупување, а од друга страна сака да ги држи со договори кои што сега им наложува закупнина повисока и до 30% од претходната. Велите дека становите се изградени според највисоките стандарди. Дали тука спаѓа и парното кое го опишувате во новите договори, а парно кое што го нема во ниту еден стан инсталирано? Во подрачните единици за земјоделство, шумарство и водостопанство во тек е поднесувањето на барањата за директно плаќање за мерките по површина земјоделско земјиште и мерките по грло добиток. Според соопштението на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, овде спаѓаат и мерките за произведено и продадено овчо, кравјо и козјо млеко во периодот од 1 октомври до 31 декември 2014 година. Поднесените барања веднаш влегуваат во процесот за пропишаните контроли. Право за финансиска поддршка во земјоделството имаат земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар во Министерството за земјоделство.
Гостувањата во Велешкиот театар во месец април придонесоа публиката да направи споредба од она што го има на репертоарот во домашниот театар и она што како понуда го нудат другите театри во земјава. Помеѓу публиката на гостувањата можеме да забележиме и вработени актери од Велешкиот театар, кои редовно ги следат представите на гостите. Богат репертоар месецов нуди Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот, почнувајќи од представи за деца, завршувајќи до танцови перформанси од Македонија и странство. Велешани се воодушевени од можноста омилените представи од другите театри од земјава да ги гледаат во новата зграда на театарот. Велес како роден град на врвни театарски имиња заслужува богата културна програма, велат случајно анкетираните граѓани. Привилегија и голема чест. Имаме велелепна сала и прилика е да се искористи. Да се афирмира театарот, нова зграда, да почне да народот да разбера што е театар. Ретко кој може да отиде во Скопје да гледа саканата представа или саканите актери да ги гледа во некоја представа. Многу е подобро тука, попристапно. Нешто убаво за мој град. Нешто ново. Актерите вработени во театарот редовно ги следат представите на своите колеги од другите театри. Тоа е одлична можност за актерите уште повеќе да ги прошират своите видици и да ја разбудат креативноста во себе. Ово го практикуваат и врвни имиња од театарската фела во цел свет. Без разлика за која уметност се работи, е многу продуктивно и тоа се применува во сите земји, нели, па и кај нас. Да се види таа, да се видиме и ние докаде сме, да видиме колегите што сработиле, што научиле нешто ново. Секогаш не само гостувањата од Македонија, туку нели гостувањата од странство не надополнуваат. Гостувањата се многу важни. На тој начин публиката има можност да направи компарација помеѓу она што има можност да гледа во матичниот театар и она што како понуда го нудат другите театри во земјава. Вели акторот и уметнички директор на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот Васил Зафирчев. Важни се за публиката да може да види што се случува на другите театарски сцени низ државава, да процени кој е квалитетот на тие остварувања, да направи компарација споредба со она што има можност да го гледа на сцената на матичниот театар. Важно е воопшто да се види што генерално работат драмските уметници низ државава. Од отварањето на новата театарска зграда па се досега одиграни се вкупно 16 представи. Неодамна и наимладите од Велес за прв пат имаа можност да ја погледнат музичката приказна Петри и Волкот, како и представата за деца Капетанот Џон Пиплфокс. Месецов во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот велешени имаат можност да го погледнат Танцфест, како и представи од различни театри од државава. До крајот на месец април во театарот ќе гостуваат уште 2 театарски представи. Во рамките на годинешното 11-то поред издание на Танцфест, дел од програмата на фестивалот ќе се случува на сцената на новиот театар во Велес. Министерството за транспорт и врски наредниот месец ќе започне со уредување на плажата во Лагадин. Признание за диригентот Саша Николовски Ѓумар. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Министерството за транспорт и врски кон средината на идниот месец ќе почне да ја уредува плажата во Лагадин. Проектот чини 75 милиони денари, а плажата ќе биде готова во август летово. Плажата Лагадин се протега почнувајќи од хотелот 2 Бисери кон југ во должина од 500 метри, зафаќајќи го просторот помеѓу патот Охрид Свети Стефан Пештене Свети Наум и водената површина од езерото. Според планот на Министерството за транспорт и врски ќе бидат поставени платформи, 2 мола за прифаќање на чамци и други пловни објекти. Она што ќе биде новина е поставувањето дрвена платформа во езерото. Плажата ќе добие спортски терени за фудбал и одбојка на песок, како и игралишта за деца. Ќе биде изградена и спасителна кула за поголема безбедност на капачите. Министерството за финансии денеска го додели 500-тото решение од проектот Купи куќа, купи стан, со кој владата преку субвенционирање им помага на граѓаните да дојдат до сопствен дом. Решението го додели министерот за финансии и вице-премиер Зоран Ставревски. Тој нагласи дека овој проект досега предизвика голем интерес кај граѓаните. Од таа причина граѓаните ќе можат да добијат информации за можностите кои проектот ги нуди, преку отворената канцеларија во Министерството за финансии и преку караванот кој Министерството ќе го организира. На 16 април караванот ќе биде во Охрид, потоа ќе ги посети и останатите поголеми градови, како Битола, Прилеп, Гевгелија, Струмица, Велес, Тетово и Куманово.
Надпреварот NASA Space Apps Challenge 2015, кој се одржува во просториите на иновативниот центар на Македонски телеком во Скопје, официјално беше отворен денес. 250 македонски студенти и ментори од техничките и природно-научните факултети ќе учествуваат во надпреварот. Тие имаат 48 часа да ги завршат глобалните предизвици, поставени од НАСА за зачувување на нашата планета, но и за подетално истражување на Вселената. Интернационалниот настан е дводневен хакатон на кој тимови низ целиот свет соработуваат и се поврзуваат со јавно достапни информации, со цел да дизајнираат иновативни решенија за глобални предизвици. Настанот од денес до 11 април се реализира на 135 локации во светот, а поради освојувањето на второто место на метогодишниот надпревар на тимот од Македонија, Скопје е координатор на 10 локации. Победничкиот тим од нив ќе добие 2 бесплатни карти за учество на Пионерс Фестивал 2015, кој се одржува во Виена. Македонскиот диригент Саша Николовски Ѓумар и представници на фондацијата доктор Михаил Левенски беа примени во амбасадата на Република Австрија. Повод за средбата со амбасадорот доктор Томас Михаил Баер било доделувањето на високото признание Златен орден за заслуги за Австрија, кој е на маестро Николовски за време на годинешниот виенски бал му го врачи лично амбасадорот Маер во име на претседателот на Република Австрија. На средбата присуствувал и Оливер Арсовски, поранешен диригент на Македонската опера и балет, кој долги години е начело на организацијата на Виенски бал во Скопје, а кому Златен орден за заслуги за Австрија му беше доделен во 2011 година. Американскиот претседател Барак Обама денеска ја почнува 4-дневната посета на Јужна Америка. Француската телевизија TV5 Monde соопшти дека била цел на хакерски напад на Исламска држава. Следуваат вестите од светот. Американскиот претседател Барак Обама денеска ја почнува 4-дневната посета на Јужна Америка, при што ќе учествува на Американскиот самит на 10 и 11 април во Панама, на кој ќе присуствува и претседателот на Куба Раул Кастро. Белата куќа соопшти дека за време на самитот има можност за разговор помеѓу Обама и Кастро, при тоа истакнувајќи дека не е предвидена официјална средба на двајцата лидери. Обама прво ќе ја посети Јамајка. На Американскиот самит ќе присуствуваат 35 шефови на држави и влади. Француската телевизија TV5 Monde соопшти дека била цел на хакерски напад на Исламската држава. Тие наведуваат дека им биле нападнати нивните ТВ канали, интернет сајтови, Твитер и Фејсбук страна. И Јасо Мисис беше пораката која открија следбениците на TV5 најпрво на Твитер профилот, а потоа и на Фејсбук. Скоро истовремено програмите на TV5 били исто така прекинати. Кибернападот, според специјалистите, бил со големи размери. Започнал вчера вечер околу 22 часот, при што на сите 11 ТВ канали, од кои 9 општи и 2 тематски, телевизијата била приморана да пушти во етер црн екран. Италијанските власти соопштија дека го уапсиле лицето кое е осомничено дека убило најмалку 2 лица во судница во италијанскиот град Милано. Судијата од апелациониот суд Џовани Канзио изјавил дека напаѓачот отворил оган на влезот во судницата, при што убил еден судија и најмалку уште едно лице. Осомничениот бил обвинет за намерно предизвикување на банкрот на компанија. Од Италијанското министерство за внатрешни работи велат дека осомничениот бил притворен откако го напуштил местото на инцидентот со моторцикл. Фудбалската федерација на Македонија трага по нов селектор за македонската репрезентација. Кошаркарскиот клуб Куманово нема да игра против Карпош Сколи. Македонија е на 105-то место на ФИФА листата. Следуваат вестите од домашниот спорт.
Фудбалската федерација на Македонија трага по нов селектор на македонската репрезентација. Тричлената комисија која ја сочинуваат председателот Илчо Ѓорѓиовски, подпредседателот Муамед Сејдини и членот на управниот одбор Димитар Џонов ја има обврската да избере нов селектор по смената на Бошко Ѓуровски. Причината за неговата замена е неуспешната кампања во квалификациите за Европското првенство во 2016 година во Франција и серијата лоши резултати што кулминираа со поразот од Белорусија во Скопје на 27 март. Ѓорѓиовски изјави дека има некои неофицијални контакти и разговори, но во моментов не може да се зборува за конкретни имиња на заинтересирани кандидати. Она што се знае е дека временскиот рок за преговори и избор на новиот селектор е многу кратко. Жалбата што вчера управата на кошаркарскиот клуб Куманово ја поднесе до арбитражната комисија на Македонската кошаркарска федерација е причина што надпреварот помеѓу Карпош, Соколи и Куманово нема да се одигра во закажаниот термин од 18 часот. Кумановскиот клуб ја чека разврската околу жалбата, што ја поднесе по одлуката на комисијата за надпреварување, која го закажа мечот од првото коло на Суперлигата за вечерва во спортскиот центар Борис Трајковски. Тие цврсто стојат на ставот дека нема да патуваат во Скопје и бараат Соколите да не играат во Суперлигата. Фудбалската репрезентација на Македонија бележи скок од 3 позиции на најновата рейтинг листа на ФИФА. Ремито со Австралија донесе напредок за 3 места во однос на минатиот месец, а сега црвено-жолтите се наоѓаат на 105-то место на ФИФА листата со 312 бода. Белорусите по триумфот во Скопје скокнаа дури 15 позиции и сега се на 83-то место, а Шпанија се врати во првите 10 во светот. Екипите на Металург и Тинекс пролет забележаа победи на двата одиграни надпревари во рамките на второто коло од плейоф разигрувањето за титулата во Супер ракометната лига на Македонија. Со 18:24 победи екипата на Металург во надпреварот со Прилеп. Пролет Тинекс беше подобар од Радовиш совладувајќи го со 29:25. Надпреварот меѓу Вардар и Зомимак М е одложен поради настапот на македонскиот вице-шампион во четвртфиналето од Лигата на шампионите во сабота против КИЛЦ во Скопје. Македонскиот кошаркар Перо Антик е пуштен на слобода по притворот во Њујорк. Синот на легендарниот Михаел Шумахер, Мик Шумахер, со своето деби во Формула 4. Следуваат вестите од меѓународниот спорт. Единствениот македонец во НБА лигата, Перо Антик, е пуштен на слобода откако заедно со неговиот соиграч Тебо Сефолоша беа приведени поради инцидент во ноќен клуб во Њујорк. Тие денес излегоа со заеднички став во јавноста дека нивната улога во професионалниот тим е максимално сериозна и ќе сторат се да докажат дека не направиле нешто погрешно. Кошаркарите беа приведени под сомнение дека ја попречувале работата на полицијата во обид да го расчисти инцидентот во кој биле нападнати играч на Индиана Персейс и неговата сопруга. Антик и неговиот соиграч не учествуваа на мечот на Атланта против Бруклин Нетс, каде славеа победа со 114-111. Мик Шумахер, синот на седумкратниот светски шампион во Формула 1 Михаел Шумахер, дебитираше во Формула 4 на само 16 годишна возраст. Првиот настап го имаше во Ошерслебен, Германија, откако минатиот месец потпиша договор со тимот на Ван Амерсфорд. Мик Шумахер почнал да вози картинг на 9 годишна возраст, а ова деби му се смета за голема одскочна даска. Во меѓувреме неговиот татко Михаел Шумахер се уште се оправува по несреќата што му се случи на скијање во 2014 година. Кристијано Роналдо го постигна својот 300-ти гол во кралскиот дрес, со синокешната победа од 2:0 на гостувањето кај Рајо Ваљекано. Со овој гол Роналдо влезе во клубот 300, каде што веќе се Алфредо Ди Стефано со 307 и Рал со 323 постигнати гола. Роналдо досега има 214 погодоци во примера, 60 во Лигата на шампионите, 21 во Купот на Шпанија и 5 во други надпреварувања.
Времето утре ќе биде сончево и потопло. Мала локална облачност ќе биде застапена во подоцнежните часови. Предпладне ќе дува умерен ветер од северен правец, а попладне ветерот ќе го промени правецот во јужен. Утринската температура ќе се движи од -5 до 2, а дневната од 9 до 16 степени. Слично време не очекува и за време на викендот. Тоа беа информациите за денеска. Останете со нашата програма. Пријатно!